Во време на двоцифрена инфлација не смее да се зборува за минимална, туку фокусот да биде насочен на плата за живот, порачаа штипските активисти за работнички права. Според нив, минималната плата за која се борат синдикатите не е доволна ниту за плаќање на редовните комунални давачки, бидејќи со неа се покрива само 29% од реалните потреби. Последните статистички податоци укажуваат дека лани за живот на 4-члено семејство биле потребни 52.000 денари. Ако лани било 52.000 плата за живот, оваа година со целата инфлација колку треба да биде? На 60.000. Така да тоа е еден инкам, еден приход кој што треба да го има едно 4-члено семејство, повторно ќе речем, калкулирано за двајца возрастни и две деца. Согласно меѓународните критериуми, пресметката на плата за живот треба да ги покрива основните потреби на работниците и нивните семејства, како храна, облека, комунални услуги, образование, здравство и култура, но вклучувајќи и заштедата до 10% од платата. Токму и под мотото плата за нормален живот, од утре започнува шестата поред текстилијада. Предвидени се дебати на кои работодавачи, министри и невладиниот сектор ќе бараат начин како да се подобри животот на работникот.